Почитувани гледачи, добар ден. Се надевам дека веќе гледате дека се наоѓаме во хотелот Александар Палас, каде што е сместена невладината организација Мост, каде што во секој момент треба да започне пресконференцијата закажана во 17 часот, на која ќе бидат соопштени бројките за излезноста до сега и секако за евентуално непријавените правилности. Јас предлагам да погледнеме што има да кажат од ова невладина организација. Добар ден на сите. Дојдовме на четвртата пресконференција на Граѓанска асоциација Мост во текот на вториот круг на изборите. Според досегашните потврдени информации од нашите наблюдувачи и регионални координатори, на гласачките места забележани се следните информации. На гласачкото место 1049/7 во Команово, еден гласач гласал и сакал да го напушти гласачкото место без да биде обелешен со невидим спреј. Била повикана полиција и со нејзина асистенца гласачот сепак бил обелешен со спреј дека да напушти гласачкото. Пред гласачкото место 0876 во Чешиново, Плешево, настанала расправија помеѓу двајца набидувачи на различни кандидати. Имено, едниот набидувач го обвинил другиот набидувач дека ги асистира на гласачите каде да гласаат, односно во која просторија во објектот во кој што се гласа да го остават своето гласачко право. Во расправијата се вклучиле и други набидувачи на кандидатите, кои што интервенирала полицијата и легитимирала двајцата набидувачи кои што имале расправија и ги оставила од пред гласачкото место. За време на целото време на настанот, гласањето се одвивало без проблеми. На гласачко место 14:54 во Прилеп, околу 13:30 часот, во период од 10 минути, двајца членови на избирачкиот одбор не биле отсутни, при што наблюдувачи од страна на кандидатите присутни на гласачкото место ги обележувале со спреј гласачите и гласањето се одвивало без проблем и немало овој настан не бил заведен во записник или во дневникот. Според податоците од PVT програмата, одзивот на гласачите до 14 часот изнесува 26,3%, до 15 часот изнесува 30,6%, додека до 16 часот изнесува 34,8%. Дали има прашања? Да, што ќе се случи со предводите, дали ќе реагирате во тој начин? Како набљудувачи, нашата работа е само да набљудуваме и да известуваме за евентуалните неправилности и реакцијата на институциите. Како набљудувачи немаме право да поднесуваме приговори. Тоа останува на подносителите на кандидатските листи, доколку сметаат дека доколку во некој од овие случаи има основа да поднесат приговор до Државната изборна комисија. Може ли като граѓанска организација ваша оцена за текот на денешниот ден на гласањето? На претходниот на претходната пресконференција имавме како мала оцена, односно во насловот на сообщението стоеше и во моето излагање, кажав дека гласањето се одвива мирно, со тогаш два изолирани инциденти, но тоа е само за тој дел од денот. Во моментов не би можел да дадам таква оценка, секако дека се е мирно и во ред, но таквата оценка секогаш ја даваме денот по изборите, односно во текот на утрешниот ден ќе имаме прелиминарната изјава, каде што ќе можеме да дадеме сеопфатна оценка и за денешниот ден, но и за целокупниот изборен процес. Така што ве поканувам утре на пресконференција да ја слушнете изјавата. Доколку нема повеќе прашања, ви благодарам. Second.